Дали дипломатията не е приватизирана и политизирана? Да. Дали Филип Петровски е најдобар доказ дека е политизирана дипломатија? Не. Јас не сум најдобар доказ, затоа што мислам дека основната премиса, предпоставка е погрешна. Дали Команова раѓа добри дипломати? Тоа не можам да знам, бидејќи 15 години не живеам веќе во Куманово. Беше пратеник? Да. Значи, човек кој е талентиран за политика, кој ветува и оди за конзул во Њујорк. Зошто? Мистерија. Па да, навистина ми е мистерија. Зошто? Па имаше одредени работи кои се случува во ВМРО ДПМН кои што мене не ми се свиѓа во тој период. Така што некој мислел дека е награда во прашање. Јас веќе објаснив со еден збор, може би беше изгон. Понатака не би сакал да навлегувам затоа што уште не е поминато доволно време. И што правиш во Њујорк? А времето ќе ги открие сите Освен што перспективи. дараше визи, што правеше друго Њујорк. Затвараше кафани, се возеше со мотор и така Не натаму. можам ова да го прифатам и не сум го одбивам со индигнација. Нити сум затворал, нити сум отворал кафани, нити сум се возел со мотор. Работев во генералниот конзулат и не сакам да го чувствам муаветот дека се бранам од некој или дека нешто се ставам во ситуација дека покажувам дека не сум виновен. Можам само да кажам дека работев со голема гордост како генерален конзул. Работата не е комплицирана како што некој сака да ја представи како баук. Меѓу другото, печати, визи, екстрадиции, смртовници, државјанство и Дали така. бевте вратени под притисок на американците? Дали американскиот амбасадор или американската администрација или како да ја наречеме таа структура извршила притисок врз Илинка Митрова да ја врати пред време поради глупостите кои сте ги правеле во Јас Њујорк? глупости не сум правел и уште еднаш ќе ви кажам дека на такви прашања веќе сум уморен 5 години да одговарам. Мојата работа ја извршив професионално, меѓутоа Сега се во јавност со тези дека дипломатијата политизирана и дека не е професионална, затоа да прашам. Ќе се обидам да ви одговорам. Да. Јас мислам дека америчкиот амбасадор во Скопје беше грубо злоупотребен од страна на Министерството за надворешни работи за политичка пресметка со политички неистомисленици во Министерството за надворешни Дека работи. немаше депеша од американците до Митрева да ја Мислам дека врати? немаше. Имам погледнато, имам видено. Тоа вие го мислите, јас мислев дека треба кога ќе завршам со дипломатска активност да ме повика некој во Министерството на завршен разговор. За жал во ова министерство кое што го води Илинка Митрева не постои таква процедура, не постои завршен разговор и за мене се уште останува мистерија зашто сум вратен, освен што ги знам политичките. Илинка Митрева? Не, мене Илинка Митрева не ме нервира лично, меѓутоа како представник на нашата држава, како МНР, односно министер за надворешни работи, сметам дека македонската дипломатија ја води во сосема погрешна насока. Дали води хајка Митрева против вас? Илинка Митрева не води хајка, мислам дека она се занимава со некои други работи. Хајката се водеше пред да ме вратат од Њујорк, од тогаш понатака си води политика како да постави своји партиски кадри. Дали вие би Во воделе хајка Министерството- против Митрева ако победите на следните избори? Хајка не може да се води, меѓутоа треба да се прави реформа во МНР. Добро, кај живеете вие, па ние ова државаме 15 години само хајки од една на друга страна. Јас не живеам од тие 15 години, јас имам свој став за Министерството за надворешни работи. Тој став произлегува како последица на размислување на повеќе луѓе кои што се стручни на таа тема и мислам дека во Министерството не треба да се води хајка, туку треба да се прави реформа. А таа реформа значи отпуштање на минимум 50% од вработените во МНР. Дали вие се